Добар ден на сите. Значи денеска ќе повториме дел од мерките кои што беа спомнати во оваа сала околу одговорна власт, бидејќи сушност и одговорноста на власта и отчетноста на власта значи подобрување на она што значи заштита на човековите права. Неодговорна власт е власт која што не само неодговорно ги троши народните пари, туку и власт која што гази врз човековите права. За жал, Република Македонија денеска, на овој 11 октомври, после толку години, се уште има потреба да зборува за ослободување од тоталитарните тенденции кои што постојат, ослободување од тоталитарните политики кои што постојат во оваа земја и за враќање на слободата. Она што практично се соочуваме во Република Македонија е недостаток на отчетност, недостаток на она што значи одговорност и јавност во презентирањето на политиките. Почнувајќи од личен пример ке земам, влеговме во собранието на 1 септември, поднесовме 5 законски предлози кои што требаше да значат подобрување на животот на граѓаните во Република Македонија. Тие законски предлози не беа ставани на седница на собрание цел месец. Што значи тоа? Тоа значи дека некој го злоупотребуваше своето дискреционо овластување да закаже седница и да ги стави предлозите на опозицијата за дебата. Кога беа ставени на дебата, беа ставени како последни точки на собраниската седница. Една од точките се уште не е дојдена на ред, а тоа е суштинското прашање, горливиот проблем во Република Македонија за, јас би рекла, екзодусот на младите, евакуацијата на младите од оваа земја. Младите не бегаат заради тоа што им е убаво. Значи, различни се факторите, почнувајќи од економски, но исто така често пати кога не гледате перспектива, не гледате соодветен амбиент за живење, луѓето пробуваат да избегаат. Поминаа првите претенички прашања и почнаа со задоцнување, нормално, заради тоа што премиерот доцнеше, а имајте во предвид дека во Република Македонија само еднаш во месецот се поставуваат прашања. Во другите земји имаме компаративни примери каде што еднаш неделно се поставуваат претенички прашања, а во некои земји дури и секој ден се поставуваат прашања, со тоа што еден ден во неделата е посветен на прашања спрема премиерот. Нашиот предлог е да се зајакнат капацитетите на парламентот, со тоа што една од мерките, значи повеќе мерки се предвидени за зајакнување на капацитетите на парламентот, една од мерките ќе биде седниците за претенички прашања да се поставуваат еднаш неделно. Дури и кога разговаравме во рамките на потесните органи во партијата, имаше луѓе кои што рекоа, нели е тоа многу често? Не е многу често. Треба да се создаде култура во која што ќе се знае дека владата е одговорна пред парламентот, а не парламентот да биде привезок на владата и нејзин извршител на политиките. Она што недостасува во моментов во Република Македонија, затоа добар дел сносат одговорност и медиумите, но поголемата одговорност според мене е кај политичарите, нема вистинска дебата. Дури и во собранието, ако земете, вистинската дебата недостасува. Во медиумите јас не памтам од кога не сум видела дебата на високи политичари од власта и од опозицијата да ги соочат аргументите. Што значи тоа? Бегање од дебата, немање аргументи. Од тие причини предлагаме дека во Република Македонија, по освојувањето на власта од Социјалдемократскиот сојуз, нашите министри ќе бидат обврзани да влегуваат во дебата, односно да учествуваат на дебати на Македонската радио телевизија заедно со представници од опозицијата. Со тоа што штом ќе дојде на дневен ред во собранието буџетот, а тоа ќе биде следната недела, значи ќе влезе буџетот на Република Македонија за 2016 година, нашите министри ќе бидат обврзани, нашиот министер за финансии и премиерот ќе биде обврзан на јавни гостувања на Македонската телевизија да зборува со представници на опозицијата и да ги брани позициите. Заради тоа што дебата не е кога одговарате на нарачани прашања. Дебата е кога ќе се соочите со некој што мисли поинаку од вас. Минатата недела зборувавме во собранието за она што значи
фискална транспарентност, буџетска транспарентност и секако претениците од власта го одбија нашиот предлог. Многу аргументи беа дадени, оваа тема беше зборувана, јас нема да ја повторувам, значи една од клучните заложби ќе биде граѓаните да имаат увид во трошењето на граѓанските пари, на народните пари, заради тоа што тоа е прашање кое што е од интерес на граѓаните. За жал во Република Македонија тоа прашање се сведе на најголема државна тајна. Она што исто така се дебатираше минатата недела во собранието беше измени кои што ќе значат транспарентност во јавните набавки, не тендери кои што се однапред скроени, малтене ја имате сликата на тој што треба да го добие тендерот, туку да имате вистински надпревар со цел да се добие најповолниот понудувач, а тоа ќе биде секако во интерес на заштита на граѓанските пари. Во делот на администрацијата, она што исто така е клучно, прво да го дознаеме бројот на администрацијата во Република Македонија. Значи, тоа е денеска као да барате рецепта на Кока-кола и исто вие да барате колку има бројка на вработени во јавната администрација. Од тие причини предлагаме да постои регистар на јавната администрација со цел тие бројки да бидат ставени на увид на јавноста и да има контрола околу тоа дали навистина имаме потреба од толков број луѓе или не. Други мерки кои што ќе значат администрација подостапна до граѓаните, администрација на услуга на граѓаните се исто така предвидени во платформата. Зајакнувањето на улогата на парламентот не значи дека нас не треба гломазен парламент. Напротив, можете да имате силен парламент со намален број на пратеници. Компаративните согледувања покажуваат дека во Република Македонија практично има преголем парламент споредено со бројот на жители. Од тие причини предлагаме да се иницираат уставни измени кои што ќе значат намалување на бројот на пратениците, наместо сегашните 123, уставната рамка да биде 90 до со цел да имаме поефикасен, помал парламент кој што ќе значи помали трошоци за граѓаните. Исто така, она што Социјалдемократскиот сојуз го предложи во рамките на преговорите за изборното законодавство, влезено е во нашата платформа, а тоа беше во овој момент предлагавме зголемување на квотите за помалку представениот пол, а тоа се жените, на 40% со цел да добиеме порамноправна представеност и застапеност на жените во функционирањето на државните институции. Очекувано од страна на ВМРО ДПМН тој предлог беше одбиен, го знаете нивниот концепт и пристап спрема улогата на жената во јавниот и општествениот живот, што многу лесно може да се согледа и од бројот на жени министерки во нивната влада. Во моментов, колку што знам, јас само една жена имаме министерка. Значи, една од клучните цели во враќањето на родовата рамноправност ќе биде покрај подобрувањето на представеноста на жените во јавната сфера, но исто така и враќањето на оние права кои што жените ги имаа во времето на социјализмот, а сега ги немаат. Значи, почнувајќи од правото на жената сама да решава за својата бременост и градење на свест за активно вклучување на жените, а не градење на слика на жената домакинка, мајка, сопруга, само таа слика е таа слика која што сака актуелната власт да ја промовира. Но не само концептот на заштита на дискриминација на жената, во нашата платформа во рамките на човековите права ставен е и потенцирана потребата од она што значи доследна заштита на граѓаните на Република Македонија од дискриминацијата. За жал, во Република Македонија можеме да зборуваме во 21. век за сериозни форми на дискриминација. И тоа по различни основи. Не треба, Фросина, ја гледам тука седи, не треба да ве подсетувам дека самата таа слушнавме во една од снимките дека била жртва на дискриминација на своето работно место. И ако ги отворите извештаите на Народниот правобранител, ќе видите дека во Република Македонија една од најчестите форми на дискриминација е дискриминација по политичка основа. Значи, ако имате различно политичко мислење, не можете да остварите клучни права кои што ви следат по закон. Да не зборувам за сите други типови на дискриминација кои што постојат, кои што на вистина Македонија треба да превземе сериозни мерки, да биде земја која што им припаѓа на сите, а не само на оние кои што се
вклопуваат во мејнстрим гледиштата на владеачката партија. Во делот на човековите права сметаме дека треба законски, уставни, но пред се практични решенија или политики кои што ќе значат политика на почитување на човековите права. Земете го правото на слобода, како едно од клучните права кои што ги имаат граѓаните, и споредете го со праксата која што постоеше во Република Македонија досега. Правото на слобода беше најгрубо кршено со изрекување на неосновани притвори, притвори кои што се користеа не како превентивна мерка, туку се користеа како санкција. Значи, во средниот век се пишувани трудови во кои што се вели притворот треба да биде само превенција, да не ви избега тој што треба да биде суден, да не влијае врз сведоците, но за жал во Република Македонија притворот се изрекуваше прилично арбитрерно со цел да биде санкција наместо превентивна мерка. Понатаму, делот за презумпцијата на невиност. Правото на презумпција на невиност исто така беше грубо кршено во Република Македонија. Се сеќавате на оние спектакли на апсење, каде што во моментот кога влегува полиција имате 10 телевизиски камери кои што го снимаат тоа. Тоа значи однапред жигосување на лицето кое што треба да биде приведено на суд. Можеби само го приведуваат на суд да го испрашаат, ама веќе сликата дека тој е сликан со лисици на раце останува. Тоа е грубо кршење на правото на презумпција на невиност и представува злоупотреба која што е спротивна на европските стандарди утврдени во Европската конвенција за човекови права. Од тој аспект тука треба прецизни рамки, но пред се волја и контрола на почитувањето на ова право. Исто така, прекршувањето на човековите права во Република Македонија, ако се утврди дека биле прекршени, она што следи е символичен надомес. Значи, јас ви кажувам дека колку и да мерите, навистина нема вистинска сума на пари која што може да ја ублажи болката на луѓето кои што биле неосновано притворени и кои што биле јавно жигосани. Но сепак треба да се направат напори ако евентуално се случи такво нешто или она што досега се случувало тоа да биде надоместено со вистински реален надомест за повредата на нивните пари. Во делот на лустрацијата, ние во Република Македонија имавме систем на лустрација кој што беше вон сите стандарди. Систем кој што беше користен за жигосување, а не за расветлување на минатото. Од тие причини ќе ги поништиме решенијата за лустрација на починатите лица, бидејќи се знае која е целта на лустрацијата, а бога ми тие што се сега во Бутел или на некои други гробишта, навистина не се кандидати за носење на јавни функции, така што тоа беше апсолутно само малтретирање на семејствата. Понатаму, ќе се преиспитаат досегашните одлуки за лустрација врз живите лица и доколку се утврди дека оние кои што ја спровале лустрацијата грубо ги прекршиле правата на лицата со цел намерно да ги жигосаат, ќе одговараат. Значи не сме да има амнестија за оние кои што злоупотребувале човекови права во изминатиот период. Во делот на директната демократија сметаме дека една од клучните цели на секој политички систем е да овозможи граѓаните да можат непосредно да се обраќаат до институциите, но и непосредно да одлучуваат. Не да биде доминантна само представничката демократија, без можности формални барем да им се даде на граѓаните непосредно да одлучуваат. Од тие причини сметаме дека треба да има целосно редефинирање на законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување со цел процесот на одлучување да го направиме подостапен до граѓаните.